Географска карта и глобус. Географска карта е намалена слика на планетата Земја или дел од неа представена на рамна површина. На географските карти се представуваат држави, региони, континенти или пак целата планета Земја. Она што го гледаме во моментов е географска карта на светот со соодветна разместеност на континентите и океаните. Најстарата позната светска карта е Вавилонската карта на светот, позната како Имаго Мунди. Вавилонците на картата ги представиле небото и земјата, а градот Вавилон како центар на земјата. Глобусот е географски инструмент, односно топчесто тело кое најточно ја представува формата на планетата Земја. Со негова помош имаме представа за изгледот, но и за вртењето на планетата Земја околу својата оска. Размерот го покажува односот за колку пати една природна големина е намалена на глобусот или на картата. Нема карта е карта на која се дадени контурите на Земјата или дел од неа, која е оставена празна со цел да им се помогне на учениците при учењето на географските поими. За да се ориентираме во просторот, треба да ги знаеме страните на светот. Има 4 главни страни на светот: Исток, Запад, Север и Југ. Исток се обележува со буквата И, Запад со буквата З, Север со буквата С и Југ со буквата Ј. Со нивна помош се ориентираме во кој правец сакаме да се движиме или да ја најдеме некоја локација. На географската карта, страните на светот секогаш се распоредени на следниот начин. Горе е Север, долу е Југ, десно е Исток и лево е Запад. А еве еден интересен факт и за компасот. Компас е направа за ориентација во просторот, сличен на часовникот, во кој има магнетна игла која слободно се движи. Кога е поставен хоризонтално на рамно место и магнетната игла ќе престане да се движи, тогаш таа покажува правец север или југ. Компасот е измислен во Кина. Кинезите го користеле пред 20 векови, кога пловеле по морињата и патувале преку планините и пустините. Со компасот тие лесно можеле да го најдат патот за дома.